од надлежните од Македонија потврдуваат дека 44 годишен струмичанец со иницијали НМ го загубил животот во страшната сообраќајка која што се случи ноќеска околу половина час до час после полноќ во близина на градот Малкара во Турција, во сообраќајката помеѓу македонскиот автобус и турски камион. Додека останатите имиња на повредени и податоци за сега не се откриваат. Од МНР потврдуваат дека се случила сообраќајка и во првичното соопштение кое што го објавија во текот на денот велат дека доцна синоќа во Турција на 10 километри од Малкара и околу 40 километри до грчко-турската граница се случи сообраќајна незгода помеѓу туристички автобус во кој се превезувале македонски државјани и камион. Во трагичната несреќа според досегашните информации на МНР на Република Македонија, за жал животот го загуби едно лице, додека околу 40 на граѓани се повредени. МНР, Генералниот конзулат во Истанбул и амбасадата на Република Македонија во Анкара се во постојан контакт со сите надлежни институции во Турција и сите информации поврзани со состојбата на повредените патници може да се добијат на броевите кои што верувам дека од режијата веќе ги објавуваат на екраните. Значи за сите оние што се кои имаат роднини, пријатели кои што биле на ова патување, сите податоци може да ги добијат на броевите кои што се наведени, кои што ги посоечуваат од Министерството за надворешни работи и од амбасадата во Анкара најавија дека во текот на денот ќе има повеќе детални информации, дека постојано комуницираат со сите надлежни органи во Турција и најавуваат повеќе детали. Значи да повторам, за сега официјално само е потврдено дека 44 годишен струмичанец го загубил животот во стравичната сообраќајка која што се случи синоќа и за која сведочат снимките и сликите од турските медиуми за тоа колку многу повредени има, а првично 5 мина се потешко повредени. На телефонскиот број кој што го најдов на фирмата Богат Транспорт, чиј што автобус возел во Истанбул, стапи во контакт со таткото на возачот, тоа е 50 годишен Зоран Момировски, тој е возачот кој што го споменуваат и турските медиуми. Неговиот татко ми кажа дека нема детали, никој за сега ништо не го известил, рече дека е вознемирен, дека стравува и се грижи и за неговиот син, но и за патниците, но за сега нема никакви информации ниту за состојбата на патниците, ниту за состојбата на неговиот син, ниту дали е тој во полиција или пак во притвор, како што веќе јавуваат турските медиуми од утринава. Тој ни објасни дека неговиот син, кој што го поседувал автобусот и кој што раководел веројатно со фирмата, не е прв пат да одел за Турција, дека но не станува збор за редовна линија Скопје-Истанбул, туку веројатно кога наоѓал патници, потоа ги транспортирал, има неофицијални информации дека голем дел, односно дел од патниците во автобусот, односно во оваа тура, биле трговци кои што носеле роба од Истанбул. За сега се тие првични информации што ги имаме, остануваме да го следиме случајот.